Да го слушаш Филипче како зборува за надворешна политика, како сегашната било импровизација и играње со стратешките интереси на Македонија е како да слушаш некој виц. Чекајте, човекот чиј најдобар другар е Зоран Заев и кој беше министер во владата, која потпиша промена на име и договор за Бугарија, зборува за играње со стратешките интереси на Македонија. Па постои ли поголема дипломатска импровизација, утка, пораз или веќе не знам каков збор да употребам за операцијата шиткање на името за членство во Европската Унија? Колку треба да си дипломатски неписмен да очекуваш дека ако го продадеш името, односно државата, некој ќе ти го исполни ветувањето за брзо членство во Европската Унија? И не само тоа, после таа утка, да седнеш и врз основа на катастрофален договор за добрососедство, да ставиш подпис и да усвоиш француски предлог со кој се откажуваш од историја, јазик и идентитет за истото тоа ветување? Или која е таа кукавичка дипломатска стратегија што сега ја предлага, односно, нели во Обединетите нации да сме гласале за, ама за двете резолуции? Од пусти страв некој да не ти се налути ако јавно го каже својот став и заземе страна. Реков, светов се менува и стратегијата на седење на две столчиња не врви веќе. И сега излегуваш и кажуваш дека цврстата дипломатија на владата била хаотична и импровизација? Не, драги мој, нив ги боли нешто друго. Нив ги боли што видеа дека сепак можело поинаку, дека дипломатијата не е како одење на пазар за чушки во струмица, туку многу комплицирано танго во кое секој чекор треба да биде совршено изведен. И уште повеќе ги боли блискоста на премиерот со новата администрација на Трамп. Зошто? Прво, затоа што СДСМ никогаш немала автентична политичка платформа и секогаш зависело од поддршката која добивала од странство, а пред се од САД. А сега гледаме дека Европската Унија е поделена, врските на САД се во рацете на Мицковски и новата влада. Без овие две работи, односно без некој да ги држи за рака и да им кажува што да прават, тие се целосно изгубени. Ниту имаат некој страв, ниту имаат некоја автентична политика.